nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krst od zavet ostavi, obleči se. Što mi treba je tvoja ta pregratka, prosti mi oče greše pred tebe i pred nebotom. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka, prosti mi oče greše pred tebe i pred nebotom. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram što dneska v London stojam pred tebe i ne zboruvam jas, ti zboruje niz mene. Ti blagodaram Isusa za tvoja ta ljubov, ti blagodaram što je prolije svoja ta sveta krv za svakoga od nas i za mene. Ti blagodaram Isuse što mi ga otvaraš srce to za tvoja ta ljubav. Ti blagodaram što go zovite po meni vlade i nosat ljubeto. Ne molam da im gi otvoriš srca ta, da dojdat do tebe. Blagoslovi ga ovaj dom, kaj što sam u Londonu. Blagoslovi gi ljubeto što ne primija i ova zajednica sa koja se molime. Ti blagodaram što poleka nosiš sluge, da se sobereme site vo tvojata crkva, vo duhovната crkva, vo Isusovата crkva, vo единствената можна заедница, каде што Исус е пасторот, владиката и папата, каде што ние сите со своите живи тела, живи души и тела сме живи камења во неговата црква, во Исусовата црква. Дела 25:13 глава, односно претходно 12-тата, тогаш Фестот, како се посоветува со Советот, одговори, се повика на царот, на земниот цар, на кој цар? Еден е царот. Имаме паралелен свет, земен свет, телесен, имаме духовен. И Библијата е така пишувана на двете нивоа, за да можеме да ја разбереме. Светото писмо е дух и живот. Зборовите се духовни, ние сме телесни, потребно ни е водство од Исус. Потребно ни е водство за да ги разбереме. Затоа се поделени христијанските заедници. Кај царот ќе појдеш. Видете, Фест му вели на апостол Павле кај царот. Можете да го разберете дека тој зборува за земниот цар или за небесниот. Кој е царот суштински? Кога евреите велат ние немаме друг цар освен Цезарот и го распомнуваат Исус, а тие тврдат дека го знаат писмото. По тоа се гледа дека тие воопшто не го разбираат писмото. Тие само го знаат телесно, информативно, консултативно, но не разбираат внатре во срцето. Зашто Исус на едно место вели со живи слова во срцето. А откако минаа неколку дена е во Лондон, и таму царот Агрипа и Верники слегнаа во Кесарија да го поздрават Фест. Царот Агрипа, и бидејќи таму останаа повеќе денови,
Фест му рече на царот за Павле, велики Феликс остави еден човек во затворот. Кога бев во Јерусалим за него, излегоа првосвештениците и старешините јудејски, ме молеа да го осудам. Видете, свештениците јудејски го молат да го осуди. Свештениците, првосвештениците, позовите ги носат луѓето тие и на работа. Знаете, не собирајте богатство на земјата каде што ги јаде млецот и раѓата, туку собирајте си богатство на небесото. Татко мој зборува низ мене, каде што ниту молец ги јаде, ниту раѓа ги краде, ниту крадец ги краде. А рак ме сем, зашто каде што е срцето наше, таму ќе биде богатството наше, ако срцето наше е дадено на Исус. Создај во мене чисто срце. И сега продолжуваме дела 25. Јас одговорив 16 дека кај римјаните не е вообичаено човек да се осудува на смрт. Пред римјаните, пред обвинетиот да се соочи со обвинителите и да му се дозволи да се брани од обвинувањето. Ние денес имаме закон во Македонија, тие дури и не ти даваат да се браниш. Не ти даваат да се браниш. Ние гледаме дека судот, земниот суд не функционира во македонскава земја. И тоа е суштинска работа за која ние треба да разговараме и да видиме. Дали ние се надеваме на земниот закон или на оној закон? Не плашете се од оние што ви го убиваат телото, а бојте се од оние што и душата, знаеш, од телото. Туку бојте се од оној кој може и душата и телото, и душата и телото да ви ги погуби во пеколот. Да се соочи со обвинителите, да му се дозволи да се брани од обвинувањето. И кога се собра овде од другиот ден без никакво одлагање, јас седнав на судскиот стол и заповедав да го доведат човекот. Изборуваме за локалниот цар Агрипа. Кога застана околу него обвинителите, не изнесоа никакво обвинение против него како што предполагав. Туку против него има некакви препирки околу нивното верување. И денеска така се расправаат заедниците, имаат препирки околу нивното верување за некој си Исус. И тие денеска се расправаат за некој си Исус. Ние зборуваме за Исус кој е во твоето срце. Исус кој ги љуби сите. Исус кој пие горката чаша. Исус во кого пребива духот на Отецот со сета негова полнота. Исус кој пребива во љубовта, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Кој умрел, Исус кој умрел, за кого Павле вели дека е жив. Исус ја победи смртта, го победи сатаната и вечен живот ни подари. А благодатта е тоа дека Бог ни дарува, прво Јованово, живот вечен. Никој не може да умре. Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во неговиот син. Духот на нашиот Отец е самиот живот. А јас, не знаејќи што да правам со овој, го прашав дали сака да оди во Јерусалим. И денеска се истите препирки за некој си Исус. Тие зборуваат за некој си Исус. Види како го знае вистинскиот Исус, сите ќе бевме во едната црква, во неговата црква, во Исусовата црква, во духовната заедница на љубовта. Но бидејќи Павле побара да биде чуван до судската одлука на неговото височество, тој сака пред царот да излезе. Тој ми зборува за Исус или за земниот цар. Заповедав да го држат под стража додека го пратам кај царот. Тој ќе го прати кај царот секако тогаш, баш бидејќи Исус вели, не како што сакам јас, туку нека биде волјата твоја. Тогаш Агрипа му рече на Фест, би сакал и јас да го сослушам тој човек. Имат потреба да слушнат некој кој е поинаков, некој кој има дух разбуден. Утре ќе го сослушаш. Утреден кога Агрипа и верники дојдоа со голем сјај и влегоа во судницата заедно со војводите. Возовите ги возат луѓето, тие итаат, брзаат некаде, кога би итале кон Исус. Кога би итале кон Исус, светот набрзо би се променил. Влегоа во судницата заедно со војводите и најугледните граѓани, по заповед на Фест го доведоа Павле. Фест рече, царе Агрипа и сите вие мажи кои сте со нас овде го гледате овој, зборува за апостол Павле, за кого целото мнозинство јудејци дојдоа кај мене и во Јерусалим и овде, и викаа дека тој повеќе не треба да живее. Значи јудејците кои го знаат писмото осудуваат на смрт за кратко време. Нели во законот пишува не судете за да не бидете судени во Мојсеевите закони? Зарем тие не ги разбираа законите, зарем се слепи? Така словото убива, а духот оживотворува. Ако убиваш со словото, го читаш телесно и не го разбираш, ти ќе убиваш како евреите. Но јас кога разбрав дека тој не направил ништо достојно, за нешто што ништо, за некој ништо, да направиш ништо, значи никога да не осудиш, да ги љубиш сите.
да ги љубиш сите, да им простиш на сите. И сега, дека тој не направил ништо достојно за смрт, не го прекршил земниот закон, тој зборува за духовниот закон, за победата на животот на смртта, за воскресувањето на Исус, бидејќи тој сам се повика на неговото величество. Значи, двојно зборува и за римскиот цар, за Цезар, а зборува и за Исус. Решив да го пратам кај него. И тој ќе го прати. За него пак немав поправо што да му напишам на Господарот, затоа што го изведов пред вас и особено пред тебе, царе Агрипа, значи локалниот цар Агрипа, за да можам од кога ќе се сврши испитувањето нешто да напишам, кој е подчинет Агрипа на тој цар, а апостол Павле му е подчинет на Исуса, на Божиот цар, на единствениот цар, еден е заповедникот, еден е учителот, еден е царот. Зашто безсмислено ми се чини да пратам затвореник, а вината негова да не ја соопштам. Ете, во Македонија се случуваат затварања, убиства, судски одлуки. Вие гледате дека светот е при крај, дека љубовта е изгладена, дека луѓето немаат ништо, дека духовните заедници не направиле ништо. Да им ги убедат политичарите да им кажат дека постои еден Исус и еден ден ќе одговараме сите пред него. Агрипа му рече на Павле, позовите ги на самојето на домот на овие богоугодни луѓе. Благослови го овој дом и намножи. Господе Исусе Христе, ти благодарам што им ги допираш срцата, што осеќаваат духот на Твојот Отец, духот на љубовта во нашите срца, во сите срца со кои се среќаваме. Допуштено ти е да зборуваш во своја полза, му даваат на апостол Павле. Радосен сум, царе Агрипа. Радувајте си пак, радувајте се. Не дозволувајте радост, да никој да не ви открадне. Радосен сум, царе Агрипа, што денес пред тебе ќе можам да се бранам за се што ме обвинуваат јудејците. Доколку повеќе што ти ги познаваш јудејските обичаи и препирки. Денеска можеме да речеме христијански, па затоа те молам да ми слушаш милостив. Препирки дали треба вака, дали не треба вака, дали има вака, дали така. За некој си Исус тие зборуваат, ако Исус во нивните срца нема да има препирки, туку тој ќе зборува низ нас, низ секого од нас. И ние нема никого да осудуваме, нема да се расправаме, нема да бидеме во поталените заедници. Ние ќе бидеме во единствената Исусова црква, во заедницата на духовната љубов Исусова. Амин. Љубовта никогаш не престанува. Овде во Лондон, мир вам до Божјо царство небесно. Мојот живот од раната младост, вели апостол Павле, што го поминав најнапред меѓу својот народ во Ерусалим, познати ме на сите јудајци. Тие одамна ме знаат. Ако сакаат, нека сведочат дека јас како фарисеј, значи од фарисеј треба да станеш Павле, од Савле да станеш Павле, најстрого живее по учењето на нашата вера и тогаш ги убиваш и ги гонеше христијаните. Значи тоа е вера која ги убива оние што не мислат како тебе, а Исус не правеше така. Значи тоа е нешто телесно, тоа е слово кое убива, наместо да ослободува. А сега стојам пред суд поради надежта во ветувањето. Тој стои пред суд заради писмото, поради надежта во ветувањето дадено од Бога на татковците наши, значи во Стариот Завет, кој тие не го разбираат, бидејќи телесно го разбираат, кој нашите 12 колена кои живеат растурено предходно кај Јаков се надеваат дека ќе го постигнат, служејќи му на Бога кога не го познаваат, постојано дење и ноќе. А ние зборуваме за Отец. Исус вели татко мој, татко мој. За таа надеж, царе Агрипа, ме обвинуваат јудејците. Тие го обвинуваат зашто им кажува што пишува во писмото, бидејќи тие не може да го разберат. Тие сакаат тоа што тоа го знаат да си го тераат своите адети. Што зарем вие мислите дека може да се верува дека Бог воскреснува мртви? Заради воскресението на мртвите. Навистина така и јас мислам дека треба да извршам многу работи против името на Исус. Да извршиш многу работи против Исуса. И денеска го прават тоа црковните заедници кои се поделени, немаат љубов меѓу себе, бидејќи ако љубов немаш, ништо не си. Ни јас, ни ти. Ако љубов немаш, ништо не си. Против името на Исуса од Назарет, така и направи во Ерусалим и откако добив власт од првосвештениците. А власта не се добива од првосвештениците, туку од Исус. И кога ги убиваа, и јас одобрував. Значи, пазете, првосвештениците убиваат. Дали убиваат физички, или во дух, во душа, те убиваат од нељубов. И често ги мачев по сите синагоги и го принудував да хулат на Исус. И мнозина и денеска хулат на Исуса. Како? Па ако немаш љубов, ако не го љубиш братот свој, а велиш дека си во Исус, ти хулиш на Исус, бидејќи тоа е грев против Светиот Дух кој нема да се прости. Како
pošto ovaj voz ne može da se vrati nazad, to je ovdje jedan smer, nema da se prostili na ovoj ni na onoj sve. I ja sam dobruva, znači to je od dobruva, veliki beše farisej, učen vo zakona po telo, ništa ne razbira ljubav te Isusovu. I često gi mačev po site sinagogi i gi prinuduvav da hulat na Isus i razjaren bez merka gi gonev mi duri do tugite gradovi. Znači ljubav nemaš, ništa nesi. Zato ja celo dejki vo Damask so vlasti porakal prvosveštenicite. Srede bel den care nad spatot vidov svetlina. Znači da progledaš, da vidiš svetlina. Posilna od sončevata svetlina, koja me ogreja od nebota i mene, i on je što odeja su mene. Site padnav me na zemlja i ja ču glas što mi zboruvaše na evrijski jazik. Vidite, farisej go znaje slovo zdogledova svetlina. Narodot što sedeše vo mrak, go obleja svetlina. I na onije što sedeja vo senka, smrtna im ogreja svetlina. Nije zboruvame za ogrevanje na svetlina. Ako svetliната što je vo tebe je temnina, to ješ kakva lik je temniната. Site padnav me na zemlja, ja ču glas Savle, zašto me goniš? Vije, sjekom od vas mu se javila toj proces od Savle da staneš Pavle, od gonitelj na hristijanite. To ako razbira da nemaš ljubav, da osudivaš, da mraziš, da jadeš od drvoto na poznanijeto, na dobroto i na zloto, da te vozi voz od kada što treba da odiš na zemlju, a ne da razmislivaš da treba da vrviš po Isusu, po tesnoj pad što vodi konj života. I koji malkumina go navodjavati. Savle, zašto me goniš, teško je za tebe da se ritaš protiv bodilo. I za tebe je teško. Satana taj pogled ke ti izgleda neke si sostojiva na varanje. Ovo je materijalen svet što je za mene. Kada je to se duhovno mrtvi. Ostavi gi mrtvi da gi pogrebuvat svojite mrtovci. Koji si ti, Gospodi? To je odgovori. Savle, padnat od konjata. Ja sam Isus, koga go progonovaš. Ti go progonovaš Isus ako nemaš ljubav kon bližnjat svoj. Go progonovaš Isus, zašto? Da go razgledam cijeli od svoj inot, da pozvavam telo da mi izgori, što ljubav nemam. Ništa ne su. No stani i ispravi se, ne nosite svoje, zato i ti se javiv. Isus mu se obreke duha do naše odgovore, da te napravam služitel. I ti možeš da budeš služitel i svedok na ovo što go vide i što ke ti go otkrijam. Izdvoju vajkite od ovoj narod i od neznabošcite. Vo ljubovta, za koji ke ti ispratam sega, za da im gi otvoriš, očite nivni. Ne te slijepi od progledova, prah je neobanjata Siloan, i go gleda Isus, sekoj što ke go vidi Isus i poveruva vo nego, nego vidiš Isus pobližnji od svoj. Da im gi otvoriš očite nivni, to da se obrata od temninata vo koja se vo svetlina, od duhovna temnina i od vlastana satanata koji gi drži vo temnina pre Boga, pa preko verata vo mene, Isus, da primat oprostuvanje na grebovite, nasledstvo među osvetenite. I toga što ti si sin Božji, toga što ti si sonaslednik Božji, toga što ti si sotrodnik Božji, prijatelj Božji. I živeš vo Isusovata crkva i ne živeš vo podeljenoto hristijanstvo i prebivaš vo Božjata ljubav i prebivaš vo Božjata ljubav. Zato care Agripa jasne se protivev na nebesното videnije. No najnapred na žitelite vo Damask i Jerusalim, a potom na celata judejska zemlja i na neznabošcite im propovedal da se pokajat i da se obratot kon Boga pravejki dela dostojno za pokajanje. Dela za pokajanje se dela na ljubav. Ne osuduvanje, prostuvanje, raduvajte se, pak raduvajte se, pokajuvanje. Zato me fatija judejcite vo hramot i se obidao da me ubijat. Бидејќи тој сака да ги промени. Тој сака да ги донесе до Исуса, тие сакаат да го убијат. Исус им зборуваше да ги донесе до Отецот Небесен, тие го распна. Тој е сатанскиот принцип, јаде од дрвото на познанието, на доброто и злото. Вавилонство да бидеш на другите, сатанско да си искачиш највисоко. Но откако добив помош од Бога, стојам до ден денес и им сведочам на мали и на големи. Помош од Исуса, зборувајќи само за оно што беа го зборувале пророците и Мојсеј, дека треба да се случи, дека Христос мора да постраде откако прв ќе воскресне од мртвите. На народот и на незнабожците ќе им проповеда светлина. Тие го распнат, тоа е Божјата волја. Не го познаа кај своите, тие што се избран народ, што не се мешаа со другите, тие што мислеа дека го знаат писмото, а писмото не ги знае нив, односно Исус не ги знае нив. Вие вика, ги читате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен,
a ne doaѓате кај мене, што можам да ви дадам живот вечен. А додека го зборуваше ова во одбрана, Фест извика со висок глас: си полудел ли, Павле? Многобројните книги те довеле до лудило, а тој одговори: не сум луд, почитуван Фесте, туку кажувам зборови на вистината. Спознајте ја вистината, вистината ќе го ослободи. Вистината е Исус, не зборувам јас, туку Отецот Небесен зборува и денеска очен из мене. Тоа го знае и царот преку кој слободно зборува. Апостолот Павле: јас не верувам дека од сето ова нешто му е непознато на царот, зашто тоа не е вршено во некој агон. Веруваш ли, цале Агрипа, пророците? Знам дека веруваш. Агрипа му одговори на Павле. Видете, тој разговара со царот на исто ниво. Нема страв. Тој зборува зашто Исус зборува, кога ќе те изведат пред на суд, вика: не се грижете што ќе зборувате, тоа ќе биде дадено што да кажете. Уште малку пак ќе ме убедиш да станам христијанин, му вели земниот цар. Савле рече: би му се молил на Бога и за малку и за многу, не само ти, но и сите што ме слушате денес, да станете такви на вистина, да станеш христијанин, да го избереш Исус, кој те тера да љубиш. Најубавото нешто што може да ти се случи, да научиш да љубиш, да станете такви како што сум и јас, но без овие окови. Тој зборува за телесните окови, за оковите на телото. Кога го кажа тоа, царот и наместникот Перги и оние што седеа со нив станаа и откако се повлекува на страна, зборуваа меѓу себе и велеа дека тој човек не прави ништо што заслужува смрт или окови. И Агрипа му рече на Фест: овој човек можеше да биде слободен ако не беше посакал суд пред царот. Божјата волја е да појде во Рим, да го проповеда Евангелието. Затоа наместникот реши да го испрати пред царот. Заради Божјата волја и влакната на главата ни се избројани. Кога беше одлучено да отпловиме за Италија, Павле и неколку други затвореници ги предадоа на еден стотник по име Јулиј од царската чета. Се качив на еден адарамитски кораб кој требаше да плови покрај азиските места и така отпловивме. Со нас беше и Аристрах, македонецот од Солун. Можеш и ти да бидеш, брате и пријателе, Аристрах, македонецот од Солун, да бидеш со нив. Со светиите Исусови, да бидеш во единствената можна црква, во духовната црква на љубовта на Исуса Христа. Татко мој, ти благодарам што овој дом во Лондон се претвара во твој дом. Оставам се во твоите раци овие луѓе. Ти благодарам што ги допри срцата на заедницата во Лондон, што ги отвориш срцата, молам да ги водиш, да ги облечеш со сила од озгора, да останат во твојата љубов. Да останат во твојата љубов, оти ако љубов немам, ништо не сум. Се молам за сите оние што имаат потреба од твојата љубов, ова слово да ги допре во срцето, да разберат, да со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелиш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Оставам се во твоите раце. Ти благодарам за се. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој,
Sine moj, jas tatko, nevesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi.